зголемување на платите, нови вработувања, подобрување на инфраструктурните здравствени објекти. Ова се трите клучни работи со кои Министерството за здравство и владата планират да ги задржат лекарите во државата. При последната посета на Штип, министерот Филипче најави дека од септември ќе се зголемуваат платите и полека месечниот приход на лекарите ќе достигне до 100.000 денари. Продолжуваме со трендот на зголемување на платите. После зголемувањето на сумата на дежурства, кој што вкупната сума на пари кој што докторите ја земаат на крајот на месецот, во зависност од институцијата, се зголеми помеѓу 20 и 40%. Продолжуваме понатаму. Во септември ќе има зголемување на основните плати, а од 1 јануари 2019 година се прават проценките за пресметка на средствата кои што треба да се инвестираат во зголемување на платите на медицинскиот персонал и ке докторите плати да изнесуваат 100.000 денари. Во наредниот период големо внимание ќе се посвети на едукацијата, но и на визитинг докторите од странство. Се планира екипи од неколку познати светски универзитети да пристигнат во Македонија и да бидат распределени по болници, каде што ќе можат да работат со своите колеги од Македонија. Медицинскиот факултет разговараме за опцијата и тоа во текот на ова есен веќе треба да имаме детални информации како да воведеме посебен програм на англиски јазик во афилијација со многу познат европски универзитет во рамките на медицинските науки. Сето ова се мерки за кои што јас искрено верувам дека ќе дадат резултат и дека изголемувањето на платите и подобрувањето на едукацијата, но и подобрување на инфраструктурните услови во кои што работат нашите лекари ќе бидат фактори кои што ќе ги задржат во земја. Сепак, според лекарите, финансискиот момент, односно ниските плати, е причина за големиот одлив на медицински кадар надвор од државата. Фрапантни се последните информации дека за само 2 недели 80 лекари од Тетово заминале во странство. Поради екзодусот на лицата во бели мантили, помалите општини во источниот регион останаа без здравствена заштита.